Почитувани гледачи, добро вечер. Вие следите емисијата Слободно на Слободна ТВ. Наш вечерашен гостин, господинот Христијан Мицковски, председател на ВМРО ДПМНЕ. Добро вечер, господин Мицковски. Добро вечер. Зад нас има еден многу интензивен викенд. Сите граѓани на Македонија и вие како председател на партија. Тоа е недобивањето датум за преговори и добивањето датум за избори. Кога би можеле да бирате, што од овие две работи би ги избрале попрво? Датум за преговори или датум за предвремени избори? Имам право само на едно да изберам? Можете три. Па тоа би ги избрал и двете. И тоа јас го кажав на едно од моите интервјуа во минатото, дека веќе заврши сега оваа сага околу тоа дали ќе добиеме или нема да добиеме датум. За жал не добивме датум за отпуштување на преговори и веднаш потоа да додиме на предвремени парламентарни избори, да видиме дали навистина блескаме или пак блеска мизеријата во Македонија. За жал, не се случи првото, но се случи второто. Ќе одиме на предвремени парламентарни избори во април. Од почетокот на јануари, чинам трети беше, ако не се лажам, јануари, ќе имаме нова техничка влада, ќе имаме нов технички премиер. Така што многу скоро од денеска, за нецели 6 месеци, ќе знаеме дали блескала владата и тоа што она го кажувала или тоа што ние како опозиција го кажувавме, а беше критика на работењето на владата. Во еден од термините, морам да ме прашам, беше споменат крај на годината, декември. Колку што разбрахме на состанокот кај председателот, не беше прифатено од ваша страна тој термин. Многу брзо ви дојде, иако баравте подлого време да има што побрзо, нели веднаш по оваа одлука за добивање датум за преговори предвремени избори. Принципиелно е прашањето, ги почитуваме законите или не ги почитуваме. Законот е јасен. 100 дена техничка влада, уставна категорија и распуштање на парламентот, а тоа е од 45 до 60 дена. Така што ние рековме нема проблем, еве, во текот на следната недела, ајде да ја распуштиме оваа влада, да формираме техничка влада и од тој ден натаму 100 дена, кога ќе дојдат во јануари, во февруари, да одржиме предвремени парламентарни избори. Тоа не беше прифатено од страна на останатите политички партии кои што беа на масата, иако ја бев свесен апсолутно за целта и намерата на пиар машинеријата на СДСМ и Зоран Заев, дека он ќе се обиде да каже брзи избори, па како ние не сме прифатиле, па сето тоа ќе биде еден вид драма и слично, но одговорот на вашето прашање е јасен, а тоа е, почитуваме закон или не? Почитуваме. Ако почитуваме, еве, во текот на оваа недела дадов како опција да ја распуштиме владата, да формираме техничка влада и од тој ден до денот на избори да имаме 100 дена. Тоа беше нашата понуда, како што кажав, тоа од останатите не беше прифатено. Потоа дојдоа предлозите крај на март, почеток на април и се усогласивме некаде на 12 април. Она прво прашање да одберете дали датум за преговори и датум за избори, ве прашав затоа што се создаде едно мнение во текот на целата година, вашето интензивно барање датум за преговори, а во јавноста како да се имаше коментари дека не сте многу загрижени за тоа дали ќе добиеме датум или не. Дури на пресконференцијата во петокот го почнавте вашиот говор со еден лапсус, а беше недобивањето датум за избори е лошо за Македонија. Дали тоа подсвеста работеше или беше обичен лапсус, калами, не знам. Не, нашиот став беше принципиелен и навистина останува таков и тука нема никаква дилема. Ние не сме од оние политичари на кои што можеби сте навикнати да ги гледате. Ние тоа што го работиме и пред и позади завесата е исто. Нема нешто што е пред и што е позади завесата. Ке ве потсетам од претседателските избори па наваму, континуирано работевме во насока на тоа да Македонија се представи како една конструктивна држава, како зрела држава која што е подготвена за отпуштување на еден преговарачки процес, без разлика која е во државата власт, која е опозиција. Ке ве потсетам не така одамна, пред некоја година, кога опозиција беше сегашната власт, се сеќавате на ние протести низ Скопје, кога се уриваше, кога се бојадисуваше државен имот, кога тогашниот технички министер за финансии пишуваше писма во светот, ако дошеше Македонија, постоеше опасност за нарушување на макроекономската стабилност, се сеќавате и така натаму. Ние одлучивме тоа да не го практикуваме, туку додиме на претседателски избори со, по мене и по огромното мнозинство граѓани во државата, најдобриот кандидат што некогаш се појавил на политичката сцена, бил кандидат за председател на Македонија, иако немавме во тој момент исплатени финансиски средства кои што по закони следуваат на партијата од буџетот, иако имаме незаконски замрзнат имот, политички прогон, потоа следеше учеството во на ЕУ агенда на закони, поддршка од законите во правосудството со просто мнозинство, со двотретинско мнозинство, како што беше
потребно во зависност од уставот. Потоа влеговме во процес на смиреност, иако бевме критикувани од страна на јавноста. Лично јас трпев критики од страна на граѓаните во епицентарот, во екотот на најголемите политички и коруптивни скандали кои што започнаа од она полче, се сеќавате на еден пратеник тогашен до оној рекет и така натаму. Свесни дека постојат уште многу такви коруптивни афери, скандали, ние рековме не, ајде да му дадеме шанса на процесот. Граѓаните не напаѓаа дека сме биле соучесници со Заев, дека и така натаму трпевме штета. Видовте како заврши сето тоа. За жал заврши лошо и за граѓаните, заврши лошо и за државата. Така што тие кои што тоа го зборуваат, а тоа се малкумина, гледам ги предводи двојецот Заев Шекеринска на социјалните медиуми. Ја дадов еден таков коментар вчера, веднаш после лидерската средба, на едно прашање дали сте среќни. Јас и тогаш одговорив, еве ќе искористам и вашата емисија денеска да дадам еден сличен одговор, бидејќи последниот остаток од периодот на транзицијата на политичката сцена во Македонија критикува заедно со Зоран Заев, тогаш мора да сте на вистинскиот пат, бидејќи тие ве критикуваат. Така да, за мене тоа само е дополнителен мотив. Да продолжам да се борам за европските вредности. Да, велите ќе се борите за европските вредности, веројатно, односно неверојатно, на вчера таков консензус постигнавте со останатите политички партии дека Македонија, значи сите политички партии ќе продолжат на евроатлантскиот пат. Каков пат ќе биде тој? Очигледно не сите или не во прав момент не посекуваат во Европа? Историски тежок, пеколен за нашите сограѓани, за нашата држава е едниот пат кој што предпоставувам на неколку месеци од сега ќе се заврши, а тоа е патот кон интеграција во НАТО алијансата. Со многу откажувања, со многу омаловажувања, понижувања, со трета година реално Зоран Заев и СДСМ, наистина тежок. Но оној другиот ќе биде уште потежок, затоа што ќе има многу предизвици до конечната цела, таа е полноправното членство на нашата држава во рамките на Европската унија, но подготвени сме, не треба да се обесхрабруваат граѓаните, сите оние кои што мислат дека Македонија не може да успее, тие се жртви на пропагандата на СДСМ и Зоран Заев. Јас ги уверувам дека имаме план, имаме стратегија, знаеме како и ќе се обврземе пред граѓаните да ја ставиме државата на брза лента и таа да биде еден ден дел од европското семејство. Господин Мицковски, сепак ќе треба да објасните, имате план, знаете како. Да, тоа ќе биде дел од нашата изборна програма и ќе биде. Ќе може и некои контури од тоа да ни покажете на кој начин, бидејќи вие велите дека овие политики на оваа власт не дадоа резултати, заради тоа, колку што ве разбрав, не сме примени во Европската унија, или сметате дека Европската унија и покрај пофалбите сепак не прими? Не добивме дата за отпуштување преговори, за прием има време. Да, за датум за преговори. Далеку е Зоран Заев од прием, многу. Како вие ќе ги надминете сите овие проблеми за кои што говорите? Како тоа не треба да сте голем научник за да знаете што треба да направите. Само треба да ги видите оние 4 услови кои што пред 18 месеци ни беа поставени. Пред и над се владење на правото, нулта толеранција за корупцијата и криминалот во државата. Вие не можете да одите во Европската унија да молите, да симулирате таму, да глумите дека сте за европски вредности, а истиот ден кога одите таму на шверцерски начин во собранието со класична злоупотреба на европското знаменце да доставувате закон за опојни дроги, со фокус на марихуаната која што е бизнис на вашето семејство или на неколкумина кои што се блиски до вашето семејство. Тоа го гледат дипломатите додека. Тоа не го спомна господин Мицковски. Тоа никој не го спомна. Извештаите беа позитивни и 26 држави ја исповалија власта дека направила се, додека дошло до грешка во рамки на преструктурирањето на Европската унија, па дури и Макрон немаше такви забелешки за кои што говорите вие. Па не би се сложил со вас. Мислам дека не сте слушали изјавата на министерката за Европа на Франција, која што јасно и гласно кажа дека ние вас ви дадовме 4 услови, вие ниту еден од тие 4 услови не успеавте да исполните. Сега ако не го слушаме тоа, тогаш и следниот пат ние повторно ќе останеме во чекалната. Неверојатно, други 26 лидери се изразија позитивно. Вие земате само таа изјава
кој што не велам дали држи или не, но гледам дека унилатерално ги набљудувате тие забелешки кои што некој ги упатува. Не, се обидувам како многу да објективно. преферирате ставот на Франција наспроти ставовите на другите земји членки кои што исто така се важни за дипломатската перспектива на Македонија. Не видете, јас не го преферирам ставот на ниту една поединечна земја членка, но едноставно сакам да видам која е пречката и да се обидам да отстранам таа пречка. Ако во случајот е пречката неисполнувањето на тие 4 критериума, тогаш треба да седнеме и да работиме како да ги исполниме. Дали тоа го соопштува Франција, дали тоа го соопштува Данска, дали тоа го соопштува Холандија или некој друг, тогаш треба ние да седнеме и да речеме ова е пречката, дајте да ја отстраниме. И не би се сложил со вас дека 26 земји го артикулира ставот кој што вие го кажавте. Да, имаше. Да, видете, не сите. И ден денеска го кажуваат истото. Пофални зборови за храброста на власта што направила реформи и дека жала што тоа не се случило датумот за преговорите. Заради тоа че не треба некој да верувам или на вам или на тие лидери од тие земји. Не па, не мора да ми верувате мене. Еве верувајте. Да знаеме. Верувајте на ова што е соопштено од СДСМ и Зоран Заев и до година повторно ќе бидеме во чекалната. По таа година повторно ќе бидеме и така натаму. Јас само го кажувам тоа кое што покрај патот како знаци ни беше представено. А тоа беше јасно во изминативе недели кажано, само тој кој што ги гледаше тие знаци, знаеше каков ќе биде резултатот. Тој што не сака да ги гледа и кој што вели само еден, за жал, е против, тогаш мислам дека е погрешно. Моје мислење, не мора да се сложите. Вие имате поинаков став. Не, јас немам став, само прашувам. Но јас мислам, ќе го кажам кога ќе бидам гостин во некоја емисија. Да, но ја мислам дека треба да се гледат пречките. Кога тие пречки ќе се согледаат објективно, треба да се понуди решение за тие пречки. Откако ќе понудиме решение, најверојатно ќе добиеме дата и ќе отпочнеме. Имате ли контура за тоа решение? Бидејќи е многу важно ако ова не е добро, за кое што имате критики, треба гласачите, граѓаните да знаат кое е вашето решение со кое што би тргнале напред, бидејќи е многу важно Македонија да продолжи по еден сигурен пат на Европа. Ама нема тоа дилема, ние вчера тоа го реафирмиравме и не постои. Затоа ви прашам, која е вашата контура, кој генерално, кои приоритети ги имате во надворешна политика, во внатрешна, со што ќе ги убедите странците да го продолжат овој пат кој што го прекина на некој начин? Вчера ги реафирмиравме сите политички стейкхолдери на македонската политичка сцена, сите релевантни политички субјекти ставувајте дека ние немаме алтернатива. Така е, но вашиот став како до таа Мојот став и тогаш и сега, вашите приоритети на партијата? Мојот став и тогаш и сега е исти непроменета, тоа е владење на правото и безусловна борба против корупцијата и криминалот. Вие не можете да правите од една страна пакт со корупцијата и криминалот, од друга страна да велите дека се борите против корупцијата и криминалот. Замислете, еве пример ќе ви кажам. Еден најобичен пример. Премиерот на изјава вели дека провладиниот медиум, тогаш се уште жив, 1 ТВ, провладиниот медиум, замислете, 1 ТВ, кој што беше некако поврзан со осомничениот за сторен криминал Бојан Јовановски, самиот тој го кажува тоа провладиниот, не го кажувам јас. И сега, тој истиот го гледаме потоа со куфер Луи Вуитон во рацете, додуша не он, туку тој што беше заедно со него, како вршеле изнуда и рекетирање на бизнисмени во државата. И вие сега сакате да ми кажете дека октоподот завршува до Бојан Јовановски? Не. Се додека ние не бидеме самите свесни дека треба на октоподот во глава да му се насочиме, ние до тогаш ќе си седиме и ќе си бидеме во чекалната. Тоа што ние, господин Љубиша, не сакаме да го видиме, од икс причини, небитно. Го гледаат овие луѓе во Брисел и затоа ни викаат супер сте, одлични сте, продолжете и така натаму, но се уште не сте доволно подготвени, ќе мора да бидете во чекалната. Она што јас нудам е безкомпромисна борба со корупцијата и криминалот, враќање на владењето на правото, исклучително независно правосудство, обвинителство и судство. Не можете вие да го видите адвокатот на премиерот во друштво со државниот јавен обвинител како му дава инструкции и вие да речете дека имаме ние независно правосудство. Не можете вие да го видите премиерот на државата како раководи со телото кое што е задолжено за реформи во правосудниот систем во државата, а да зборуваме за независно правосудство. Сето тоа некој го гледа.
Апсолутно и граѓаните го гледаат и доживуваат, но граѓаните и тие сценат. И на последните анкети гледате какви се резултатите. Не зборам партиски, зборам за перцепцијата на владењето на правото, институциите, задоволството во однос на владата и така натаму. Дозволете, се слагам дека таа битка треба да биде безкомпромисна. Таа ја говорат сите кои ќе дојдат на власт. Но за да можеме да ви веруваме дека така ќе биде, за да ви даеме доверба на изборите кои што се пред нас, ние мораме да имаме аргументи дека тоа ќе го направите така. Кога вие говорите, јас имам чувство како да доаѓате од некоја нова партија за која што не знаеме ништо и мора да ви веруваме на зборовите. Вие сепак сте стар член на ВМРО ДПМН, ве слушам на интервјуето, од 16 години сте. Значи припаѓате на една партија која не е од вчера на политичката сцена, која имала однос со граѓаните. Така? Значи, поентава ќе дојдам до поентата, да. Значи, и вашата партија има багаж за кој што вие наеднаш имате темница пред нас, гледате 2,5 години оваа власт. На граѓаните, дали е ВМРО или СДС на власт, на крајот на краиштата им е сеедно, но мораат да споредат. Криминалот, корупцијата во ваше време немаше и кога говорите за независно судство, да, за кои реформи говорите? За Сваровски судството или за ова сегашново? Бидејќи реформи требаат и тогаш. Ме интересира на кој суди, на кое судство и на која правна држава, за да можеме да ви веруваме. Еве, ќе дадам одговор на вашето последно прашање и потоа ќе одам на другите две подпрашања. Не верувам ниту на Сваровски, како што вие го нарековте, но ниту на ова Луи Вуитон. Добро. Туку на судство каде што професионалците ќе бидат таму каде што заслужуваат да бидат, каде што ќе се цени по квалитетот, не по роднински линии, не по тефтерчиња, не по нешто кое што денеска е реалност, но еве како што вие велите, било и порано познато како Сваровски судство. Јас денеска велам ниту тоа, ниту пак денеска ова Луи Вуитон правосудство кое што е како да кажам актуелно. Денеска ова Луи Вуитон судство имаме обвинител кој што е фатен со рацете во медот, вака народски кажано, да бидам поедноставен, но некако во позадина го заборавивме името не на судика која што има брат адвокат, кој што исто така учествуваат во овој процес. А зашто е тоа важно? Затоа што истата таа судика надвор од законот го замрзнува имотот на ВМРО ДПМН како политичка партија. И ние сега не располагаме со никаков имот. Но тоа никој не го споменува ниту името на адвокатот, ниту судиката. Што значи тоа? Имаме јасна спрега помеѓу медиумски могули кои што премиерот ги нарекува провладини, обвинителство и правосудство. Тука немаме функционирање на владењето на правото и немаме функционален и независен правосуден систем во државата. Yes. Затоа да усумирам мојот одговор на вашето последниот дел од вашето прашање. Ниту Сваровски, ниту Луи Вуитон, туку вистинско независно судство кое што покрај тоа што ќе има права ќе има и обврски и ќе има и одговорности. Дај Боже да така. Не, сега да ви одговорам и за другите. Како тоа ќе го направите, не е лесно тоа што го говорите ви. Не видите дали е лесно или не е лесно. Јас знам дека ниту еден успех во мојот живот, нити пак успесите кои што имаат историско значење не доште лесно. Сме се нафатиле и ќе влеземе во приказката. Ма најтешко е со своите да се Господине Николовски, во својот двор е најтешко, господин Николовски. Не, видете, нема мој ваш двор. Има како. Тој што се огрешил пред законот и осрамотил пред граѓаните, без разлика од чиј двор доаѓа, ќе треба да одговара и да сноси одговорност. Она што треба да му овозможи правосудството е фер, транспарентна судска постапка. Еве јас што сега како ќе оцените дека е тоа таква? Сега има закони, треба да судат по закони. Да. Видете, и тогаш судеа по закони и сега судат по закони. Така велат. Па ја до сега треба да чекаме на извештаите пак на Европската комисија. Иначе на кого да му веруваме? Или на Љубиш или на Мицковски? Или на Заев или на не знам на. Еве по закон судењето ли е она кога го гледавме еден градоначелник на една општина во Југоисточна Македонија, кога бара евро мито за овој и евро за другиот, а потоа да добие ослободителна пресуда. За вас по закон ли е судењето кога видовме еден друг градоначелник, нов, на една општина исто во Југоисточна Македонија, кој што беше фатен како
во шверц на цигари стотици илјади, па помина неколку недели во притвор, него Па сега добро ми го помните, слушаме мито, корупција, проценти со велам ја кинезите. дека тоа е исправно. Ама не ги спомнувате. Сега вие се овие двајца ги фативте, а еден куп од вашата партија претходно и осудени, осумничени не ги спомнувате. Не. Затоа е најтешко да својот двор да очистите. Затоа ви велам. Господине, Па председател на Врховен суд беше ваш човек, роднина беше сега. Да не забораваме, јас имам, не сум од вчера, значи се менуваат гарнитурите, ама граѓаните се исти. Мене не ми бил председател на Врховен суд. Па беше на висок функционери сега од вашата партија. Така ли? Не знам на кој конкретно мислите. Па председател на Врховен суд. На кој вчераше. бил роднина, не знам. На Трајко Јановски. Искрено не знам за ова. Што му бил, каков роднина? Не е важно сега. Прашајте у партијата ќе ви кажам. Тук ја не сум, вие сте повеќе информирани, ја навистина не сум знал. Може би сте нов у партијата, па не ги знаете Па сега релациите. рековте дека од 16 години сум. Па така вие рековте дека сте од 16 години. Се или сум нов или Па не знам како нов говорите, Значи- како да не ги знаете сите релации. не, видете, да се вратиме на темава. Ние можеме да си бараме изговори и на ниво на риторика и филозофија со недели да зборуваме. Не, само кажувам на личности. Вие кажувате едни, јас ви кажувам други, за да го закружиме циклусот. Знаете, велите независно судство, ова било не било, па ни еден случај 2 години од специјалното јавно обвинителство не е решен. Луѓето се кајва со партија се уште, јас не велам дали се виновни или не, ама тоа судство не ги решава. Специјалната јавна обвинителка која заедно со компромис ја избравте, беше и ваша, какви грешки прави. Значи, тие сите се наши луѓе. Не можете да етикетирате нивни и наши, бидејќи во еден подолг процес, сите се наши. Ако ми ставите да одговорам. Па како нема да го оставам сигурно, само ви ги дам насоки. Јас сум за кој говорим. председател на најголемата политичка партија која што во моментот е во опозиција. Овие 2 години друг е власт, друг треба предпоставам да обезбеди независно судство, независно обвинителство. Нити сум обвинител во рамките на јавното обвинителство, нити сум судија во рамките на судовите, нити сум бил дел од рамките на специјалното јавно обвинителство, нити дел од оваа влада. Како што самите рековте, 2 години никој не успеал да заврши, знаете зошто? Затоа што беа насочени на рекетирање на бизнисмени и уцена на политичари. Па не знам, тие рочишта да беа... Ако ми дозволите да завршам. Ако беа насочени на барање на правдата и почитување на правото, претпоставувам ќе заврша многу процес. Инаку го споменавте случајот Кинезијав, тоа знаете зашто е тој процес? Не е за процентите, како што вие рековте. Тој процес е за стекнување неимотна правна корист, односно ги злоупотребиле, ги искористиле тогаш тие проекти, тогашните политичари, на следните парламентарни избори да победат, користејќи ги тие проекти, и на тој начин се стекнале со неимотна нематеријална правна корист. Па, вие сте правник, така? Тука значи, имате коментар за тоа, за овие градоначалници ве одма ги осудувате. Па дури сегашната власт, криминалци, корупција и криминал. Како да знаете, тоа ако ви дозволите, не ќе ви дозволам, а вие пошто бидејќи велите политички прогон има спрема вас, оценките што уште сега вие ги давате за оваа власт е исто така политички прогон дека ги очекува. Јас само за тоа говорам. Криминал и корупција која велите, знаете, имате аргументи дека е така. Нели тоа преку презумцијата на невиност? Дај Боже да се докаже нешто или не. За тоа говорам. Видете, сега јас се обидувам да дадам одговор на вашето прашање. Вие наметнавте теза проценти, јас ви кажувам зашто е. Сега ако не треба да ви ја кажам вистината, кажете ми што сакате да слушнете, тоа ќе ви кажам. Јас само ви ја кажувам вистината. Тоа кое што е реалност. Сега ако сакате да ви кажувам дека е супер и одличен е Зоран Заев, не можам. Просто можете кажете кога. Простете, но не можам. Јас знам дека вие тоа може да ви сакале да слушнете, но друго е ако не сакате да слушнете вистината, тогаш што? Етикети ставате. Не е точно, значи јас и вие прв пат разговараме. Од каде тоа дека јас Зоран Заев? Ве молам слушнете вистината. Ја слушам, но јас сум пасивен, активен учесник во разговорот, само тоа е разликата. Поставете ме да Па ве оставам сигурно. Ако ми дозволите да докажам, јас навистина не можам, а да не кажам дека секој, и повторно ќе кажам, кој што согрешил и кој што низ фер и транспарентна постапка се докажало дека е виновен, да си биде казнет пред законите и нема тука никаква дилема. Инаку сега, ако за вас не е доказ фатен градоначалник во шверц на цигари и тој да помине неколку недели во притвор куќен во меѓувреме, тогаш не знам што е. Сега, во исто време, член на Централен, член на Извршен комитет на ВМРО ДПМН се држани со месеци во притвор,
без никакво објаснување. Се сеќавате на оној фамозен случај кој што и беше прикажан на јавноста, за да денеска се сите тие луѓе ослободени затоа што нема вина. И сега, ако тоа не е политички прогон, не знам што е политички прогон. Ако тоа не е ова ја што го зборувам, не знам тогаш што треба да кажам. Ако треба друго нешто да кажам, ќе ми кажете. Но јас само сакам да кажам оно што вие го начнавте. Што треба да направим? Ете тоа треба да направим. Да го сведеме криминалот и корупцијата на нула, да владеат законите и откако ќе владеат законите, тогаш ќе не биде полесно. Јас во врвната политика како претседател на ВМРО-ДПМНЕ доаѓам од академските кругови. Како што рековте, сум ги поминал сите нивоа во рамките на партијата, со 16-та годишна возраст и немам никаква концесија. И затоа мислам дека имам кредибилитет. Додека пак мојот политички конкурент влезе во врвната политика со голем багаж позади себе, случај за подкуп, случај за пуч и други случаи помали или поголеми кои што ги имаше, и не може тој да има кредибилитет како ја во рамките на понудата што ќе дадеме пред граѓаните. Тоа е како пример ви го кажам. Но знам и се сложувам со вас дека е пеколно тешко денеска покрај сите овие разочарувања, покрај сите овие неисполнети ветувања, да ние ги убедиме граѓаните во на што го нудиме. Ќе биде пеколно тешко. И свесен сум за тоа. Но она кое што ја можам да го направам, да работам, да им го презентирам мојот план, да го слушнат, предпоставувам, и планот на другите политичари, па они нека судат. Јас сум убеден дека мојот план, планот на ВМРО-ДПМНЕ, планот на коалицијата на која што ќе предводи ВМРО-ДПМНЕ, ќе победи, убедливо. Значи сега наскоро ќе почне и кампањата, иако кај нас нели политичките партии го користат секој момент и секој настап да биде на некој начин кампања. Како ќе се движите, во кои рамки? Често се говори дека во Македонија сите се негативни кампањи. Предпоставувам дека ќе имате доста забелешки критики на сегашната власт и затоа не навлегувам бидејќи очекуваме дека ќе биде така. Затоа повеќе инсистирав и сега инсистирам и ќе инсистирам да слушнеме што позитивно ќе ни понудите нам на сите граѓани и како тоа ќе ни убедите дека ќе го направите, бидејќи во избори, предизбори сите партии ветува, така, тоа е факт. Значи добро е да знаеме што ќе се соочиме кога. Меѓу другото и отчетноста ќе биде дел од кампањата на ВМРО-ДПМНЕ. Знаете што? Сега правиме една мини теренска активност околу една компаративна анализа што направиле градоначалниците кои што доаѓаат од редовите на СДСМ нормално. Бидејќи се тие веќе 2 години градоначалници. Повеќе од 80%, а во некои општини поголеми, е повеќе од 90% од ветеното неисполнето. Неисполнето. Замислете, неисполнето. А во овие 10 до 20% имаме тековни, кои што не се завршени, а ги третираме дека ќе се завршат, па велиме ајде ќе ги исполнат. Значи, 100% исполнети ветувања нема ни едноцифрен број проценти од вкупниот број кој што тие го ветувале. И ние мораме, тоа е задачата на опозицијата, да критикуваме за нешто што е ветено, а што не е исполнето. Паралелно со тоа, и за време на кампањата на предредените парламентарни избори, ќе кажуваме што ветиле, а што не исполниле на централен план, односно како влада на Македонија. И што времено ќе имаме понуда. Ќе имаме понуда и ова за што зборуваме, како да го вратиме владењето на правото, како да се справиме со корупцијата, затоа што тоа во теоријата, но и во пракса, ако ги гледаме успешните примери како Сингапур и слични, е единствениот начин да имаме подобар квалитет на живот, да имаме подобра економија, да имаме повеќе странски директни инвеститори, да имаме повеќе пари во буџетот, а преку парите во буџетот да вршиме правилна, честита редистрибуција во земјоделие, образование, здравство, пензиски систем и така натаму, разноразни други инсентиви, односно субвенции за бизнисот, и на тој начин ние можеме да излеземе само од оваа криза. И ова не го зборам реторички и филозофски. Ова се столбовите на кои што ќе се темели нашата програма. Вие сте сепак професор, опитен интелектуалец, не сте од вчера во политиката. Многу често граѓаните се прашуваат зарем не може да се постигне некаков консензус за она што се вели државен национален интерес, и тоа често и странците пред известен период ни го говореа. Значи тоа е една функционална демократија кај што бара опозицијата и власта да најдат компромис за некои клучни работи. Дали сте во власт, дали ќе бидете утре власт или во опозиција, се едно ќе бидете во слична ситуација
како сега. Значи ќе мора за некои клучни работи да барате компромис со тогашната опозиција. Дали сте подготвени за компромис, за избор на јавен обвинител, за национални интереси, за договорот со Преспа, за договорот со Бугарија? Дали може би треба редефинирање на поимот национален интерес? Видете, Ако е реторичко прашање, е битно од аспект на граѓани кои што живеат долги години тука, да знаат никогаш каде овие ВМРО две македонски партии може да никогаш се најдат. ВМРО ДПМН, еве ќе тргнеме од последното, никогаш ВМРО ДПМН не било против договори, но било против содржини на договори кои што ни беа нудени од Зоран. И тоа е наше природно право да бидеме против. Но утре ќе нудите вие некако. Точно, и треба да нивно барате природно компромис. право е. Затоа ние велевме и апелиравме, вклучете не во процесот на преговори. Ние не можеме да се сложиме нешто што е спротивно на нашите ветувања, спротивно на оно што мислиме дека е државен интерес. И не бевме за, нормално. И затоа бевме против. Ме прашувате за еден обвинител. Ајде да поддржиме да го измениме уставот на државата, нека го поддржат сите политички партии и нека бират граѓаните на непосредни избори јавен обвинител. Ајде едно таква реформа да направиме. Да не го нуди ни ВМРО, ни СДСМ, да нема компромиси. Да не е политички, да. Да има, јавен обвинител кој што граѓаните ќе си го бират. Ке го измениме уставот. Ајде да договориме да не старе економскиот криминал. Да нема застарување на тие дела. Ако има економски криминал, да се одговара. И да не биде тоа само избрано или именувано лице. Ајде да видиме што се случува во бизнисот, во администрацијата, во правосудството. Ние денеска имаме во администрација административци со по неколку станови, викендици, вили, возило и така натаму со плата стекнат. Да видиме како ги стекнале, дали ги наследиле, дали ги добиле како подарок. Не имаме суди и обвинители кои што располагаат со сериозни имотни листови, да видиме како ги стекнале од плата, ги наследиле кредит. Тоа држи, но тоа е голем процес, тоа ќе треба да се занимаваме сите. Ако не го ресетираме општеството, ние не можеме да одиме напред. Ние мора да го ресетираме општеството. Учете на успешни примери, видете во Естонија каков бил примерот. Видете каков бил во Сингапур примерот, Кореја. Видете го примерот, ке речете афричка земја. Видете го примерот во Руанда за reconciliation, што не вика странците, односно за помирувањето. Ке речете, можеби некој ке рече, види го изборува за афрички земји. Видете го, тој е успешен пример. Тоа е она што нас треба, се е смислено, само треба да го адаптираме на нашите специфики. Тоа е она што ќе го направи ВМРО ДПМН. Концесија нема кон никого. Кон никого. И не постои таков кој што ќе рече, овие политичари имаат концесија. Одговорно ви тврдам. Добро, вклучувајќи го и Никола Груевски. Вклучувајќи го секого. Кога велам никого, мислам на никого. Нула. Бројка во математиката. Уште малку да се вратам на стратешкиот интерес членството во Европската унија и во НАТО. Рековте НАТО кајде Белгим ќе биде. И на минатото прашање потврдивте и сами дека вчера постигнавме консензус, договоривме за ова. Апсолутно, но како да кажам, оваа власт и реакциите на политичарите од земјите членки на Европската унија, на шефот на НАТО, беше храброста за промена на името, дека храброста на договорот со Грција и со Бугарија. Ама не е тоа храброст. Само нивните зборови ги цитирам, веројатно вие ги слушавте, значи следите вестите. Тоа е исто како и за Рама лопов да влезе во банка да украде 1 милион евра и ако не го фатат бил храбар украл милион евра. Ама направил кривично дело, направил злоста. Како позитивен исчекор на тој пат на евроатлантски интеграции, доаѓаме до тоа што говориме национален интерес. Дали се тоа не го реши нашиот проблем. Тоа е најголемиот проблем. Тоа не го реши нашиот проблем. Резолуција имаме во бугарскиот парламент. Тоа е моето прашање. Значи вие утре сакате да освоите власта, ќе дојдете на една маса на која што има некаква трпеза. Ќе треба да ја расчистите или ќе продолжите со истото јадење. Значи дали можеби вам е здодевно тоа прашање, но веројатно треба да слушнеме секоја емисија различно. Ќе станете пример на Република Северна Македонија. Некои од вашите подржувачи чекаат договорот да го скинете и да го фрлите. Како тоа ќе се одвија, бидејќи тоа е легитимно прашање, говори и податокот што Антонио Милошевски за еден германски медиум точно на ова прашање одговара. Значи треба да знаат и вашите подржувачи што ќе направите со тој договор и со името. Ние сме биле јасни, гласни и ќе останеме јасни, гласни и искрени кон сите граѓани на Македонија. Одговорот на вашето прашање е политички и математички. Еве ќе го поделам во два дела. Политичкиот ВМРО ДПМН не учествуваше во
овој договор, како што и самите го поставивте прашањето, не успеавме тогаш да постигнеме компромис, затоа што и тогаш и денеска мислиме дека тој е штетен договор. И тогаш и денеска мислиме дека тој договор не е одговор и не е решение на проблемите кои што ние ги имавме со нашиот јужен сосед. И тогаш не било храброст, туку по мене нешто друго било. Носењето на овој договор. Прашањето е што овие договори овозможија да нашите соседи кои што имаа политички проблеми со нас да стекнат права. Да стекнат права. Тие договори се потпишани и тие договори сега они стекнале права како наши соседи кои што имале проблем со нашата држава. И ние како ВМРО-ДПМНЕ не сме учествувале во тој процес. Добро. Учествувал некој друг политичар. Да, вие рековте, постои трпеза, тоа ќе биде предпоставка за текното право. Так. Еве имаме два пата. Едниот пат е доколку ние, математичкиот сега дел ќе го кажам, доколку ние освоиме 80 пратеника и доколку имаме услов Бадинтер, што се два услова потребни за да еднострано го ревидираме, ја ревидираме содржината, тогаш можеме да донесеме одлука политичка дека одиме чекор назад. Доколку тој математички услов не е исполнет, единствено нешто што ни преостанува е Македонија на брза трака, дел од европското семејство на народите, поднатре да ги менуваме работите. Инаку, доколку ме прашувате за реалноста, јас не би бил дел од реалноста во Македонија и да кажувам дека тоа не е така како што вие велите, бидејќи јас сум универзитетски професор, плата земам од Министерството за финансии со новата придавка. Работам во универзитет кој што го направи својот статут согласно препораките од Министерството за образование на државата со новата придавка. Плаќам данок таму. Дел сум од вашата емисија која што функционира во оваа реалност. Ја не би бил искрен кон гласачите, тогаш би бил како други политичари кои што се колнеа во жица, талкаа низ времето, изгубени го бараа семето, се колнеа во најмилото и потоа направија спротивно. Бил како нив. Не, јас сум различен. Имаме математички пат овој, имаме, ако не го исполниме тој пат математички, тогаш треба да идеме по овој. Тоа е одговорот кој што можеме ние денеска. Ова е прашање и одговор и за внатрешна и за надворешна употреба. Значи веројатно ќе треба европјаните да знаат што ќе се случи. Што вас ви го кажувам, секаде го кажувам, и на состаноците со граѓаните и со комите, и со меѓународната заедница. Но никој мене по ниту еден договор не може да ми забрани да говорам македонски јазик, да бидам македонец од Македонија. Не постои такво нешто. Но доколку ме прашате од каде ти, Христијан, ја прехрануваш твојата фамилија, мојот одговор ќе биде: господине Николовски, јас земам плата од Министерството за финансии на државата со новата придавка. За мене Македонија. Така. Македонија, рековме, пред избори. Уште едно прашање околу тој аспект, бидејќи ќе се занимаваме сите сега со изборите. Предизборни коалиции, коалицирање со некои од албанските партии, од партиите на албанците. Имате ли комуникација со СЕЛ или со некоја друга албанска партија? Со сите албански партии без дали говорите за предизборни коалиции и дали ќе коалицирате предизборни, доколку нормално успееме сега да најдеме заедничка сврзна точка, зашто да не? Доколку после изборите успееме да најдеме заедничка сврзна точка, зашто да не? Така да немаме никаква фрустрација, немаме никаков пардон. Се што мислиме дека е во интерес на граѓаните, а програмски не поврзува, немаме фрустрација. Под програмски подразбирате, да речеме, закон за јазици? Не, под програмски подразбирам она што преска го зборувавме. Само да кажем, клучна точка беше во недоразбирањето законот за јазици и некои барања на албанците во Македонија кои што не секогаш не идуваат. Не мислам дека тоа беше клучна точка. Нешто друго беше. Но не беше тоа. Па нешто што следеше потоа. Договорот со Преспа и така натаму. Не, добро, секогаш договорот од Преспа се свино. Секогаш е проблем кога се коалицира со некоја партија од албанците, бидејќи има можеби пред завесата така делувало, но испорачуваат барања кои што се тешко некогаш исполниви, а да ги прифатат сите партии. Не било тоа. Мислите дека нема да има? Сега никогаш не можам да кажам да или не, нормално. Во политиката работите најчесто се сиви, но мислам дека врз основа на тоа што сега го разговараме не би требало да има пречка. Дома се сеќавате таа така наречена тиранска платформа колку беше присутна во јавност и колку вашата партија фрлаше дрва и камења на тоа. Ние уште ќе кажеме дека тоа е погрешно и штетна за државата, вие мислите дека сме смениле ставот по тоа прашање? Не, веќе кажам не. Не сме го смениле, ама тоа може да го
Но јас како испорача што знам дека било тоа е која партија на завршено. албанците. Видите, ако тогаш нема се договориме. Тогаш тим па го тоа е Зоран Заев прашањето. нека се договараат ако оние прифати тиранската платформа, тоа е. Но мислам дека сите ние излеговме поискусни од овој процес, сите ние излеговме позрели и мислам дека сите практично знаеме да цениме вистинските вредности од каде доаѓаат фалшливите или лажните вредности. Сите денеска сме поискусни политичари и можеме да оцениме политичари кои што се честити и лажливци во политиката. Па не знам дали можеме сега, Може. зависи до Зборам за искуството политичарите на кои што луѓето. комуницираат, бидејќи како генерација веќе долго време, би рекол неколку години функционираме на политичката сцена како лидери и мислам дека можеме меѓу себе да ги оцениме кои се лажливците, а кои се честитите. Може би уште едно прашање. Да. Изборите по мене се уште една од делбите што ќе се случат политички делби во македонското етничко тkiво и воопшто меѓу граѓаните на Македонија. Тоа подолго време се случува. И мислам дека нетрпеливоста меѓу вашата партија и Социјалдемократскиот сојуз е огромна. И тоа се чувствува и меѓу граѓаните. Дури ми се чини дека вие политички можеби ќе најдете некој заеднички јазик и компромис, но горчината останува кај граѓаните. Обичните луѓе често пати можеби наивно повикуваат на некакво национално единство, тоа е дел од името на вашата партија. Компромисот е многу важен. И на почеток реков дека странците забелешуваат дека не наоѓате можности за толеранција и компромис. Како мислите во тежните услови вакви какви што се, самите да извојувате, да трасирате пат кон Европската унија, инато без опозицијата? Прво треба да разграничиме не на ниво на филозофија, туку на методика и пракса, што е тоа национално единство. Да, па кога видите сите, значи сите мислите на вашите гласачи, другите не мислат под сите. Граѓаните кои ги речете мислите на вашите Ако симпатизери. мислите еве за законот за што велите вие, за било што, не за само за јавно тој. обвинителство или за јавен обвинител, тоа не е национално единство, тоа е функционално единство. Нека и функционално, нека и не знам. Мислам дека сме покажале, поддржавме многу закони во рамките на парламентот што беа дел од ЕУ агендата и така. Кога збориме за национално единство, тогаш зборуваме за вистинско национално единство, за вистински национални прашања. Тука за жал не можеме ние со СДСМ да се споиме, затоа што ние никогаш не можеме да кажеме дека сме македонци, граѓани на државата со новата придавка, кои што зборуваат македонски со фуснота. Не можеме тоа сега, не ово сега. кажеме, затоа што Значи од 91 наваму е тоа, господин. затоа што во претходната лична карта во Обединетите нации си стоеше јасно гласно македонци кои што говорат македонски јазик без фуснота и кои што доаѓаат од каде што доаѓаат, тогаш беше поранешна ФИРОМ, односно поранешна Југословенска република Македонија. Така да тука не можевме да се сложиме. Да, ама тоа се старите ставови на ВМРО ДПМ од времето на Груевски. Значи тоа не мрдна државата, 10 години не најдовте компромис. И јас затоа ве прашувам како вие сега истата партија ќе најде компромис во ЕУ и НАТО, Не се тоа ставовите на Груевски, господине на партијата од времето на Груевски. Јас 94-та година Значи немаше беше друг некој председател на партијата. Тек 9 години потоа бил избран Груевски, тоаш беше Георгиевски. Тие беа ставовите. Овие беа ставовите што јас ви кажувам. Тоа е она што нас не обединувало во ВМРО ДПМН. Тоа е националното единство. Нас не обединувало нешто друго во ВМРО ДПМН. Не обединувале евро за евро тендерите или нешто друго. Не обединувало ова. Ја барем за тоа сум. Не говорев ти за функционалноста, значи не е само да бидеш. За функционалноста нема проблем. Сме седеле, сме разговарале, сме се договориле многу пати. Многу пати еве. Конкретно последниве закони еве, ќе ви ги бројам. Законот за оперативно-техничката агенција, безбедносните закони ги договоривме. Да. Се постигнавме компромис. Реков дека граѓаните останува дека за ништо не се Па затоа што имаме авантуриста од другава страна. Влезе, потпиша, договори за да се спаси од одговорности, за да може да го укине своето за јавни набавки да врва тендерите во 4 очи. Нема национално тука, има клиентелизам и материализам. Знаете што, вие кога видите предавници, клиентелисти. Не велам јас предавници. Значи, многу ми на ваши велат, приврзаници, експерти кои што се да помоне голема партија. Ама тие се почесто од вас во медиумите и знаете го делат ткивото, тоа не е така. Значи дека 300.000, 400.000 нивни симпатизери се предавници. Да ви кажам, веруваат во нивната идеја како што вашите веруваат во вашата. Да ви кажам, страна па како ги навредуваат луѓето од ова, што не е добро. Па не е добро, нити другото. Ама треба да повикате и Заев и вие да се престане со тоа еднашка. Повикале, еве повторно користам вашава емисија,
да се фокусираме на понудата, на позитивна кампања. Тоа е тоа што можеме ние како политици. И да работиме на терен, не само да повикуваме, него и кога ќе одиме во комитетите да го збориме ова. Добро, ви благодарам што бевте гостин во Слободно. Благодарам на Слободна поканата. телевизија.